Исмаил Јаховски, познат како Пуцко Петрол од ДУИ, и Фатмир Исаки од ДПА, инаку двајцата дел од Европскиот фронт, може да ги изгубат пратеничките мандати. Нивните места висат доколку назад утрешното прегласување во 5-та и 6-та изборна единица се добијат различни резултати од претходните. Местото на Јаховски може да премине кај Лазе Јакимовски од ВМРО ДПМН или кај Боби Мојсовски од ЛДП, кој е дел од коалицијата на СДСМ. Местото на Исаки во 6-та изборна единица пак може да отиде кај Имрили Ефетај од Вреди. Но во 6-ката мандатот може да го добие и Ердоган Сарач, кој е на листата на ВМРО ДПМН како кандидат од Движењето за национално единство на турците. Доколку дојде до промена на мандатите, ВМРО ДПМН од 58 може да стигне до 59 или 60 пратенички места, а коалицијата Вреди од 13 да скокне на 14. Коалицијата предводена од ДУИ може да падне за 2 места, од 19 пратенички мандати на 17. Поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски објаснува дека пресметката по Донтовиот модел ќе покаже дали прегласувањето ќе предизвика зголемување на бројот на мандати или само размена. Согласно Донтовата метода, очигледно е дека влијае на распределба на мандатите, може да се случи една коалиција да изгуби еден мандат или другата да замена на мандатите. Теоретски постојат шанси за два мандати во петката. Во Желино, кој е дел од 6-та изборна единица, каде се запишани 992 избирачи, на изборите на 8 мај гласале 479 луѓе. Најмногу гласови на контото на Вреди, вкупно 332, додека пак коалицијата предводена од ДУИ освоила 134 гласа. Таму се бара прегласување, бидејќи 110 гласачи не гласале со проверка на отпечаток од прст во фингерпринт уредот, туку само со проверка на матичниот број и скенирање на личната карта. Овде, според Новаковски, шансите за промена на еден пратенички мандат се големи. Видите, сега говоруваме по симулацијата. Јас, ако се земе, значи на кого може да оди при распределба мандатот, например, ако имаме, како што ќе имаме прегласување, значи постои веројатност по шеската да го добие влен мандатот. Вреди. Одлуката за прегласување ја донесе Државната изборна комисија, откако Управниот суд ги одби како неосновани сите 7 тужби од коалицијата Европски фронт против решенијата на ДИК. Поради ваквата одлука на Управниот суд и Државната изборна комисија, Демократската унија за интеграција обвини дека се прави изборен инженеринг со цел на партијата да и се одземат 2 освоени пратенички места. Предизборниот молк во пресред на прегласувањето во среда започнува вечерва на полноќ.